Клара Цеткин и Роза Луксембург се двете жени новинарки кои својот живот го посветија на борбата за женските права. Барајќи еднакви можности меѓу мажите и жените и правото на глас на жената, во далечната 1910 година, на 8 март, Цеткин ги удира темелите на Меѓународниот ден на жената, а само една година подоцна го организира и првиот Меѓународен ден на жената. Луксембург пак била бескомпромисна револуционерка, која, залагајќи се за човековите права, се доживува како светилник на движењето за ослободување на жените. Каде се македонските жени во тоа време и дали биле во постојана борба со средината за нивната видливост? Прва жена македонка која преку пишан текст се вклучува во јавна полемика за женските права е учителката од Воден, Ефтимица Јанчева. Во текстот објавен во весникот Новини во 1898 година, Јанчева ги оспорува критиките кон жените за нивната работа и мода и жестоко го брани правото тие да бидат учителки, да ги следат последните модни трендови и така натаму. Ова е и првата пишана трага за борбата за поголеми права на жените во 19 век во Македонија. Од тогаш до денес, патот по кој жените одат, иако трнлив, вродува со плод. Пред Втората светска војна и за време на војните действија, жените се активно вклучени, но истовремено се борат и за себе, за да станат рамноправни во новите општествени услови, кои низ народно-ослободителната антифашистичка борба се надзираа. Со одржувањето на првата конференција на антифашистичкиот фронт на жените во Македонија, настан кој се случил во 1944 година во слободно Скопје, жените активно се борат за своите права и рамноправност со мажите. Конференцијата на која учествуваа 400 делегати ја отвори Мара Нацева. За председателка е избрана Васка Циривири, за подпредседателки се избрани Лефтирија Јосифовска и Мара Нацева, а за секретар е избрана Веселинка Малиновска. Целта на Афеже е да го јакне единството меѓу луѓето, без разлика на верата, народноста, образованието, а најмногу сплотеноста меѓу жените. По завршувањето на Втората светска војна во 1945 година, жените во Македонија за прв пат го остваруваат своето право на глас. Гласаа во партиските структури и во работните единици. За споредба во светот и денеска има држави каде што жените се уште немаат право на глас. Например, жените во Саудиска Арабија се уште не гласаат, иако во 1948 година ова право е воведено на меѓународно ниво, кога Обединетите нации ја усвоија Универзалната декларација за човековите права. Правото на глас на жените е наведено и во Конвенцијата за елиминирање на сите форми на дискриминација на жените, која е усвоена од Обединетите нации во 1979 година. До година Република Северна Македонија ќе одбележи еден значаен јубилеј – 80 години од давањето право на глас на жените во тогашна Југославија и во Македонија како нејзин дел. Од денешен аспект, познавачите на темата женски права велат дека нашата држава се наоѓа на добра позиција во светот, бидејќи има здрави темели удрени во времето на антифашистичкиот фронт на жените. Во текот на социјализмот се забележуваат исклучителни женски фигури, бидејќи ги има на високи позиции, како што е председателското место овде во собранието. Првата жена председател на парламентот во времето кога Македонија е социјалистичка република е партизанката Ката Лахтова. Лахтова го води законодавниот дом една година, од 1984 година до 1985 година. Од тогаш поминаа речиси 40 години, а друга председателка на собранието нема. На почетокот на осамостојувањето 1991 година, парламентот брои само неколку пратенички, но пратеничкиот состав 2020-2024 година го завршува мандатот со 51 пратеничка од вкупно 120 пратенички столчиња. Генералната секретарка на собранието и поранешна председателка на клубот на пратенички Светанка Иванова вели дека за зголемување на бројот на жените во собранието голем придонес даваат
и невладините организации и државните институции преку две собраниски тела: Клубот на пратенички, кој е основан во 2003 година, и Комисијата за еднакви можности на мажите и жените, основана во 2006 година. Со нивна помош извојувана е битка за многу прашања во корист на жените. Додава дека за темите кои дотогаш се сметаа за табу, сега отворено се дискутира. Далечната 2003 година, кога се формираше Клубот на пратенички, јас бев прв мандат пратеничка во Собранието на Република Македонија тогаш. И практично тоа беше една група на ентузијасти жени кои што беа поддржани од невладиниот сектор, од медиумите, од жените, од науката, од меѓународниот фактор секако. И практично тој ден беше како свечен ден во Собранието, затоа што почнавме да испишуваме една поинаква историја за жената, за положбата, за местото и улогата на жената во македонското општество. Пред тоа, дури и ако ги погледнете сликите од пленарните седници на поранешните мандати пред 2002 година, ќе видите дека практично цел состав е на пратеници од мажи и по некоја жена, колку се сеќавам, мислам дека во последниот состав некаде околу 5 жени имаше, за да се донеси покасно закон во 2001, ако не се лажам година, изборниот законник, каде што е предвидено 30% учество на жените на листите. И тогаш 2003 година, благодарение на таа квота, 30% на учество на жени во листите за парламентарни избори, практично влеговме таа бројка на жени, која што ја, како што кажувам, го почна одот кон освојувањето на позициите на македонската жена во сите сфери на општественото живење. Во овие 20 години направивме повеќе измени на квотите. За секоја измена на изборниот законник, ние жените, кои што учествувавме, јас скоро учествував во сите измени, во работните групи во сите измени тогаш на изборниот законник, ние ја користевме можноста заедно сложно сите жени од политичките партии, со притисок внатре во политичките партии, поддржани од невладините организации, да ја унапредуваме квотата. И сега сме практично 40% учество на жени во политиката, на листите за избор на пратеници и за избор на советници во локалните совети. И тука се уште не е дозавршена работата. Чекаме следна измена на изборниот законник, каде што сме спремни со амандман. Кога зборувам спремни, јас не сум пратеничка, меѓутоа работам со организациите на жени и делувам, каде што ќе бараме зголемување, промена на таа квота во насока на 50-50 учество на жените на листите. Во борбата за женските права активно се вклучени и жените од невладините организации, но и жените од државните институции. Две истакнати борки за женски права се претседателката на Националниот совет за родова рамноправност Савка Тодоровска и советничката за родова еднаквост во Министерството за труд и социјална политика Елена Грозданова. Тие сметаа дека жените во нашата земја ги има и по квалитет и по квантитет и дека знаат и умеат да се изборат за себе. Тодоровска се присетува дека по распадот на заедничката југословенска држава во раните 90-ти години се формираат првите 3 женски организации: Крива паланка, Организацијата на жените во Македонија и Организацијата на жените во градот Скопје и општините, кои активно учествуваат во општествениот живот. Сепак за време на економската криза, во време на транзицијата, жените биле први на удар по губење на работните позиции. Јасно ни стана нас, жените од кои бевме организирани во овие здруженија, дека е многу важно жените да ги има и во структурите на одлучување. И затоа започнавме голема активност на жените во политичките партии. Но затоа
се зголеми бројот на жените во политичките партии, од кој што број понатаму беа вклучени во активности кои што значеа повеќе жени на листите за избор во структурите на одлучување. Се случи за да ги предложиме квотите, па потоа заедно со тогашните врвни луѓе, како и председателот на државата, и премиерот, и председателот на собранието, да бидеме поучени како тоа всушност треба најсоодветно да биде. Се зголеми бројот на жените на листите, се зголеми бројот на жените избрани, но тоа за организираните жени во нашата држава не беше доволно, заради што нашата организација, Националниот совет за родова рамноправност, во декември 2022 даде иницијатива до собранието да на листите, односно во изборниот законник, се стави дека колку што не има во популацијата, толку да не има во парламентот, односно 50% на листите, последниот попис 51% се жени во нашата држава. Тоа значи дека имаме снага, имаме волја, имаме умење, имаме знаење, бидејќи жените во Македонија последниот попис вели 51%. На универзитетите завршуваат повеќе од 10% од машката популација, со магистерски истовремено и докторски дипломи. Тоа значи дека ги има, но треба да бидеме ветер во грб, тоа сме ние од граѓанскиот сектор, здружени во мрежата на Националниот совет за родова рамноправност, како и сите останати, за да можеме да дадеме што поголем придонес за поубава иднина, за поголеми просперитети, бидејќи една држава не може да има просперитет ако една половина, која што се жените, бидат исклучени. Министерството за труд и социјална политика е државната институција преку која институционално се решава прашањето за родова еднаквост и други прашања за унапредување на правата на жените. Преку ова министерство се иницираат законски решенија преку кои жените се стекнуваат со поголеми права. Советничката за родова еднаквост во Министерството за труд и социјална политика Елена Грозданова вели дека во тоа време ентузијазмот за промени во корист на жените бил голем, бидејќи и поддршката била голема од високите официјални представници, се со цел на подигање на европските стандарди. Законските решенија не се доволни сами по себе за да се постигне вистинска рамноправност во општеството. Треба пред се менување на менталитетот и треба поголема поддршка, не само декларативна, него и во права смисла на зборот, од оние кои што се на висока позиција и кои што имаат моќ да променат нешто. Особено кога се работи за донесување на буџет, донесување на средства и ангажирање на човечки ресурси за реализирање на конкретна активност. По мене, потребно е вклучување најмногу на единиците на локалната самоуправа, на општините, на граѓаните кои што живеат во тие општини, менување на менталитетот, работа пред се со жените во руралните средини за кои што многу често зборувам дека треба многу повеќе да се работи, ако сакаме да го менуваме менталитетот и ако сакаме да ги менуваме стереотипите кои што водат до предрасуди и апсолутно, како што кажа, вклучување на сите засегнати страни. Да ги споменам исто така и младите момчиња, девојчиња кои што мора да бидат вклучени во креирањето на овие политики. Мора да бидат прашани за тоа што визија имаат, каде се гледаат и што очекуваат понатаму од државата, од институциите и што можеме ние како сами, како единки, како луѓе, жени, мажи, значи не е битно, да направиме за унапредување на статусот на жените и мажите и на момчињата и девојчињата и секако подобрување на животот во општеството, зашто ако имате рамноправно учество во креирањето на политиките според потребите и на едните и на другите, ако имате ускладување или хармонизирање на професионалните, семејните обврски, ако сте мотивирани, ако имате поддршка и од семејството,
тогаш е се многу полесно да се работи на општествен план за да се дојде до зацртаните цели. Како што спомнавте, да имаме повеќе градинки, повеќе сервиси за поддршка на или чување на деца, да имаме повеќе можност да се вклучат и мажите во она што значи време да имаат, да бидат со децата, како што беше и како што е нели воспоставена институцијата родителско отсуство, за да можат и едните и другите да бидат подолго време со своите деца заради правата на децата и така натаму. Така да сето тоа е, да ви кажам, поврзано по мене од единката, од човекот. Доколку навистина посветено, континуирано работите на тоа за што сте вие одговорни и таму каде што можете, резултатите се навистина неминовни и доаѓаат во право време. Работата на жените парламентарки не е единствена, бидејќи се борат со машка клима во која треба да бидат направени соодветни услови за вметнување на женски теми, вели поранешната пратеничка Лилијана Затуровска. Посочува дека жените парламентарки по независноста на Македонија од 1991 до 2003 година успеа да ги наметнат темите за женските права. Како резултат на добрата основа, стекната во минатото, се формираат клубот на пратенички и Комисијата за еднакви можности меѓу мажите и жените. Патриархалната перцепција дека жената треба да се маргинализира, дека таа на некој начин представува пречка, бариера, штета, трошок да се вклучува во општествените процеси, беше мисла водилка при креирањето на клубот на пратенички. Како неформално тело, клубот на пратенички беше доволен мотив или иницијална каписла за иницирањето на промените или сензибилизирањето на општеството и внесувањето на родовата компонента, но тоа беше неформално тело. Требаше да се формира некое формално тело, која што ќе ги стави сите тие потреби и барања на жените во една законска рамка, бидејќи знаеме дека само тогаш можеме да говориме за некоја оправданост во напорите на клубот на пратенички и од тој аспект се формира Комисијата за еднакви можности, за да можеме сите тие иницијативи преку законската регулатива, преку измени и дополнување во постојаните законски решенија, да можеме да ги унапредиме барањата, потребите на жената со која што се соочуваше во нашето општество. И како што гледате, од 2003 година, тек во 2006 година се формираше Комисијата за еднакви можности, значи не беше едноставен падот кој што треба да се изоди во внесувањето на родовите компоненти. Сега со право, и морам тоа да го потенцирам, дека кога се концепираше Комисијата за еднакви можности, кога се донесе законот за еднаквите можности помеѓу мажите и жените, тоа беше првата меѓу првите комисии закон во Југоисточна Европа. И секогаш ние бевме како еден модел за останатите парламенти од регионот и поширока, како и на кој начин треба жените преку парламентот, преку правото да се борат до достигнувањето на своите цели. Големиот број на жени на изборните листи за парламентарни избори и на листите за советници во општините е една од поголемите извојувани битки на жените, но и понатаму останува мал бројот на министерки и градоначалнички. Директорката на Македонското женско лоби Даниела Димитриевска вели дека ваквата состојба е предизвикана од слабата партиска понуда на жени за овие позиции. Како резултат на тоа има само 2 жени градоначалнички наспроти 81 градоначалничка фотелја. Таа се надева дека и клубот на пратенички и Комисијата за еднакви можности меѓу мажите и жените ќе направат исчекор во овој правец, бидејќи се тела составени од членки со различна политичка идеологија, кои со консензус носат приоритетни решенија. Овој клуб на пратенички минува низ многу фази, затоа што од самиот почеток имал помалку членови, имал 18 членови, денеска има 40 и нешто. Секогаш е полесно да работите во помала група, но сепак големата група дава голема сила. Тоа е критична маса. Со 30% во собранието вие имате критична маса да менувате многу работи. Со 40% веќе сте сериозен политички субјект. Така да малку повеќе би ги инспирирала да имаат една агенда на
политики или тоа би го нарекле еден политички календар каде што би имале кои закони и кои програми би ги ставиле како приоритет, малку повеќе да излезат заедно, не партиски, него заедно, да направат проценка на законите како се биде имплементираат, да свикаат малку повеќе јавни расправи, не јавни расправи од типот на дискусии, него од типот на надзорни расправи, каде што ќе постават прашање како функционира законите. Ние сме сведоци дека законите во Македонија се многу добри, има добра основа, но малку во пракса тие некаде се случува недоволна имплементација, некаде сосема доволна, негде целосна. Неоспорно е дека комисијата дала печат на ова време и дека направила голем број на промени преку своето делување. Дали општествата и политичките партии се тешки на промени? Дали квотите за жените се неизбежни? Со оглед на тоа дека во светски рамки се потврдува дека не се послаби од мажите, ниту во политиката, ниту во професионалната работа. Единствено се потврдува дека мажите се посилни во буткањето низ партиските лавиринти. Поранешната пратеничка Радмила Шетеринска прв пат седнува во пратеничките клупи по изборите во 1998 година како најмлада и една од 7 пратенички во време кога не постоеа квоти, како што вели, во време кога нема апетит, интерес, политичка волја да се зборува за поголем број жени во собранието, во време кога жените се доживуваат дека бараат премногу. Отпорот кон воведување на првата, па дури и втората квота во парламентот и во локалните совети беше многу голем. Тој не се чувствуваше многу во јавноста, не се зборуваше за него пред камерите. Но позади камерите, особено во клубот на пратениците, се уште паметам некој од така дури мизогените, патриархални коментари кои што ги добивав од колегите. Мислам дека со квотата во собрание и во локалните совети, партиите веќе немаат ниту едно оправдување да кажат дека за одредени позиции немаат кандидатки. Жените во парламентот, многу жени низ локалните власти, покажаа дека знаат да бидат и поодговорни, и подисциплинирани, и попосветени на темите кои им се важни на граѓаните, и дека многу често во политиката се потимски, а не себични играчи. Мислам дека сите кои што се објективни наблюдувачи и аналитичари на собранието, тоа го кажале. Ни следува следниот шекор, а тоа е сличен тип на квоти во извршната власт, особено во владата, и по мене некои механизми за да го зголемиме бројот на избрани жени градоначалнички. Бидејќи таму квотата е теоретски и практично многу тешка, тука постои можност со финансирање државно на дел од кампањите таму каде што се жени кандидатки, мислам дека може многу повеќе разлика да се направи. Но за извршната власт немам дилеми. Има кандидатки, министерки покажаа дека можат дури и подобро од своји колеги да носат важни ресори, и време е да се одлучиме да имаме ваков тип на законски вградени квоти и во извршната власт. 50% од државата не може да ја нема во салата во која што се носат важните одлуки. Најмладата пратеничка во парламентарниот состав 2020-2024 година, Рина Ајдари, вели дека и покрај донесените законски решенија, сепак позицијата на жената во нашето општество, особено во политиката, треба фундаментално да се промени. Статистиката, како што вели, покажува дека општествата со поголема еднаквост се постабилни, подемократски, но и помалку корумпирани. Според неа, за унапредување на родовата еднаквост потребен е политички консензус. Затоа треба да има дебати и во политичките партии. Може би следниот мандат пратеничките ќе продолжат со нашата работа, со нашата цел, со нашата визија. Јас стојам на ставот дека нас како општество ни требаат квоти. Добро е што имаме квоти во делот на
листите за кандидати за пратеници и треба да имаме квоти и во значи во изборниот закон и каде се уредува значи позицијата на жените во позициите за министери, заменик министери, министерки и ние не сме подготвено како општество во целина да немаме квоти и да бидеме, значи, да имаме отворени листи, например, бидејќи јас мислам дека во тој аспект, токму во тој момент, жените ќе бидат подискриминирани. Ние сме традиционално општество и јас мислам за овие проблематики ние ги среќаваме и во други сфери на нашето општество, не само во политиката. Унапредувањето на правата на девојчињата и на жените и на позицијата на девојчињата и на жените почнува од нашите семејства, од начинот, реков, како се гледаат и како се перцептираат и како се позиционираат девојчињата и жените во нашето општество. Јас мислам дека тука треба многу да се фокусираме и тука треба да работиме. Исто така и на начинот на кој функционираат училиштата, па дури и институциите. Па после тоа, сето тоа треба да се рефлектира и во политиката. Жените не се борат само за учество на листите, бидејќи во изминатите 20 години има бројни промени на закони за подобрување на состојбата во општеството, и тоа во корист на жените. Генералната секретарка Иванова вели дека со отварањето на Законот за здравствена заштита пред околу 2 децении, предвиден е бесплатен скрининг за рано откривање на ракот на грлото на матка. Донесен е и Законот за родова еднаквост на мажите и жените, со кој е утврдена институционална правна рамка за правата на жената. Преку разни програми жените успеале да обезбедат повеќе средства за заштита на репродуктивното здравје на жените, а за семејното насилство за кое не се зборувало, сега има еден цел систем и на правни норми и на институционална рамка за борба против семејното насилство. Смета дека како круна на сето ова е ратификацијата на Истанбулската конвенција за борба против семејното насилство. Мора да се работи на следниот, да се промени законот за влада, каде што ќе се бара исто така квоти за жени министерки. Понатаму, ако погледнете сега, поразителна состојбата не е со градоначалнички, ние просто се бројат на помалку од една рака жени градоначалнички. Исто така имаме иницијатива да се измени изборниот законник, каде што ќе имаме одреден процент на жени градоначалнички кои што ќе бидат задолжени политичките партии да кандидираат по општините. Значи, ова ни се навистина незавршени работи. Зошто е важно пак да имаме жени на овие позиции? Важно е затоа што тие креираат политиката и мерките кои што се преземаат од тие места и практично сами за себе си одлучуваат за решавање на проблемите со кои што се соочува жената во самото општество. Мислам дека во овој, сега дозволите да кажам, дека имам чувство дека изминативе 20 години имаше периоди кога имаше силен напредок женското движење и унапредувањето на вистина, суштинско беше унапредувањето на статусот и положбата на жената во општеството во нашата држава. Последниот период чувствувам кај сите политички партии застој по ова прашање, кај поголем дел од политичките партии, и она што сакам да им го порачам во пресрет на 8 март оваа година и одбележување, ако сакате, 21 годишнина од постоењето клубот на пратенички и ако сакате од завршувањето на овој мандат или на овој парламентарен состав, она што сакам да им го посакам на следните жени пратенички кои што ќе се најдат во парламентарните клупи е да се борат, да не се откажуваат, затоа што никогаш нема
дадено нешто еднаш за секогаш. Секогаш мора да се борите, да го зачувате прво она што сте го избориле, со многу труд, со многу посветено, со многу одрекувања и да се борите да се унапреди она што, нели, прашањето на кое што работите. Она што би сакала да кажам е дека секој парламентарен состав, жените кои што ќе дојдат во секој парламентарен состав, треба да направат барем еден исчекор понапред од претходните жени, за да би можеле да ја најдат смислата зошто дошле во парламентот и која е била нивната мисија во парламентот. Дали жените и во 21. век и понатаму ги следи стереотипот дека таа е одговорна за се што се случува во домот, грижа за семејството, децата, старите, болните и изнемоштените. За сите овие 3 децении и нешто повеќе од тоа, никогаш сме немале проблем ние со машката популација. Ние се уште, самите, не можеме да се оттргнеме од стереотипната улога на жената во домот и семејството. Затоа треба да се охрабриме, да ги видиме своите капацитети и квалитети, да се определиме и секоја улога е важна и секое место во општеството е важно и без оглед на тоа дали е урбана или рурална средина, да го дадеме својот придонес во рамките на своите капацитети и определби, а тука можат институциите многу повеќе да помогнат со примената целосна и имплементација на законите и конвенциите кои што ги има донесено од државата, за кои што навистина сме можеби и лидери во регионот и пошироко, а истовремено спомене недостасува соодветни сервиси кои што би биле субвенционирани, а кои што на самите нас ќе ни покажат дека можеме да ги тргнеме обврските стереотипни од плеќите. Статистиките покажуваат дека од вербалното насилство на социјалните мрежи, кое преку ноќ може да стане физичко и да се пресели во реалниот живот, обесхрабрува и многу жени кои можат да бидат одлични политичарки. Јас честопати кога сум ги коментирала првите чекори на жените во македонскиот парламент, сум рекла, ни беше тешко затоа што бевме реткост. Ама во споредба со тоа што поминуваат сега особено млади жени, со огромната омраза, напади, закани со силување, сексуални конотации, значи нашето било гола вода, што би рекле. Било навистина помеко, полесно да го пребродиш како криза. Нема многу рецепти за справување со овој тип на насилство. Европските истражувања покажуваат дека секој кандидат за пратеничка или пратеничка се соочува со 4 до 5 пати повеќе говорна омраза, повеќе закани. Многу често тие закани се политички, но доволен процент се физички, закани со силување, закани со реперкусии врз семејството, и тоа не тера да изгубиме одлични кандидатки, кои што ќе си го постават прашањето дали вреди. И мислам дека таа машина која меле човечки судбини, приватен живот и така натаму е опасна за политичкиот свет. И опасна е за здравието на нашата демократија. Така што јас се залагам, не мислам дека тоа треба да го направиме дома, туку долго време се залагам за поголемо меѓународна соработка, за да се определат принципите за одредена регулатива, за повисоки казни, но и побрза постапка. Социјалните мрежи практично станаа доминантна арена за политичката борба. И анонимноста на социјалните мрежи ги тера одредени луѓе да го покажат најлошото во човековата природа. И буквално е како арена во која што жени гладиаторки се борат за живот и смрт.
Жените политичарки, пратенички, жените од невладиниот сектор упатија и силни пораки. Не се откажувајте ако мислите дека тоа ве прави срекни. Не се откажувајте ако мислите дека вие ќе направите многу луѓе срекни. Ако во душата ви гори жар за да промените одредени политики во општеството, да дадете свој придонес, не се откажувајте и продолжете да се низ институциите политички да се борите, но доколку не знаете што да правите со себе, а сте влегле во политика и не ве прави срекни, подобро да заминете од политиката и да работите нешто за кое што ќе дадете многу повеќе. Младите луѓе први како млади луѓе треба да го испробаат. Ако тоа е за нив, да си бараат поддршка и да продолжат да работат. Жените парламентарки треба да останат на висина на општествените задачи, потреби и барања. Треба на некој начин да се маргинализираат од своите политички партии и да гледаат како и на кој начин ќе треба сето тоа да се концепира во една законска рамка за да им се помогне на популација која што е 51% во реалноста, а тие се гласот и видот што се вика од домот на демократијата преку кој што ќе можат да помогнат. Треба да бидат професионалци, професионално да и пристапат на целата работа, да работат за доброто на граѓаните, да бидат транспарентни и да имаат јасна визија за тоа што сакаат да направат од позицијата на политичарка и да ја тераат својата агенда. Не е лесно, тешко е, меѓутоа јас мислам дека може да имаме добри резултати ако соработуваме. Заклучокот од вакви фотографии и фотографии дури од нашево време е дека борбата никогаш не запира. И не треба да седиме и да чекаме дека тоа само ќе се случи. Многу поголем ангажман и јас би рекла малку повеќе солидарност помеѓу жените, тоа било секогаш рецептот. Среќен 8 март на сите жени, каде и да работат и би сакала да бидеме сплотени. Ајде да не речем како 2003 и може и понапред од тоа, затоа што женското движење е нешто понапред од 2003, да бидеме сплотени, за да можеме овој, може би, навидум невидлив застој, да го надминеме и да влеземе во нов прогрес на женското движење и унапредување на правата на жените.